Донесувањето на законот за сестринска дејност со години низ лавиринтите на бирократските процеси. И кога конечно започна расправата за измени и дополнување на 12 законски решенија во здравствениот систем, Сдруженијата на медицински сестри не беа поканети во процесот на работните групи и јавната расправа. Веднаш по реакцијата на Сдруженијата на медицински сестри, министерот Алиу ги повика на средба на која им било соопштено дека станува збор за административен пропуст и дека секако ќе бидат консултирани за сите 12 закони и за наредните кои што ќе се носат. Со законот за сестринска дејност, според Бешлиовска, би се регулирал правниот статус на медицинската сестра, стекнувањето лиценца, контрола на квалитетот, стручен надзор над нивната работа и прекршочни одредби при несакани случувања. Ние сме единствената земја во регионот каде што сестрите не се озаконити. Знаете, кога немате закон, немате лиценца, кога немате лиценца, немате одговорности, немате на основа на што да одговарате. Тоа е многу сериозно нешто. Немате процес во кој што се образувате, немате вертикала, не ја следите европската директива. Што ќе биде кога ќе се отворат поглавјата за влез во Европа за здравство? Ние немаме ниту една дефиниција по основ на европската директива за образование каде што се овакво признаените професии или валоризираните професии или како што во Европа кои што се пропишани каде една од 7 е професијата на медицинските сестри. Знаете тоа колку нешто значи? Значи треба само да го спроведете. Според Бешлиовска, незамисливо е во здравствениот совет да нема ниту една медицинска сестра, ниту во работните групи, ниту во комисиите за заразни болести. Медицинските сестри се веќе специјалисти во сопствените области и тоа е секако во интерес на здравјето на пациентите, додава таа. Кој пациент сака да кружи околу него сестри да вика јас имам високо, ама мене ме плаќаат средно? Му е гајле. Значи тој сака нега. Тој сака вие да си го исполните вашите работни задачи и вие не можете да сабајле 10 пациенти да ги нарани една сестра или да ги обскрби да ги услужи, а треба 3 да бидат околу нив во, да речеме, во елективните оделенија. И не може во интензивните неги на еден пациент, наместо да имате на еден пациент една сестра, да имате една сестра на 6 и 7 пациенти. Се повеќе медицински сестри со долгогодишно искуство заминуваат во странство и тоа се рефлектира во сите сегменти на здравствениот систем. Според податоците на Унијата за нас, близу 2000 здравствени работници за една година ја напуштиле Македонија и за подобри услови за работа заминале да работат во западноевропските земји.